Со домашна волна, топла вода, течен сапун и креативноста на рацете за неполни 3 до 7 часа може да создадете уникатни производи со различни дезени, од инспиративни шапки до несекојдневни цветови и ташни. Така наречената филц техника, за која многумина тврдат дека има германско потекло, а на овие простори е користена многу одамна од нашите баби и прабаби, ја научија и новите генерации. Преку 200 ученици од основното и подрачното училиште во село Истибања за неколку дена ја совладаа оваа техника, а производите кои ги изработија ги понудија и пред пошироката јавност. Проектот е обука 4-дневна, која се одржа на филц техника, која се одржа во двете училишта, во основното во Гоце Делчев, во Истибање и во Виница. Значи 2 дена се работеше на сув филц и мокор филц, исто така и во Истибање. Потоа имавме од проектот како придобивки, значи направивме слики, 30 што ги гледате на изложбата. И исто така имаме значи готови производи. Целта на проектот беше зачувување на старите занаети со нови техники. Производите се продажни. Основното училиште Гоце Делчев покрај обука на своите ученици има и конкретни придобивки. Овие финални производи, фотографиите кои ги гледаме на оваа изложба и кои ќе ги красат училишните простории, ќе бидат достапни да ги видат многобројните посетители кои го посетуваат нашето училиште, и секако опремувањето на една просторија во подрачното училиште Истибања со мебел и со литература на англиски јазик, во која учениците во своето слободно време ќе може да ги прошират знаењата за англискиот јазик. Подршката на традицијата и развивање и унапредување на старите занаети е она за што во континуитет се залага и општина Виница. Во оваа прилика ја подсетувам значи јавноста дека градоначалникот на нашата општина несомнено досега секогаш ги поддржува овој тип на активности. Учениците и преку фотографии ги документираа сите чекори кои ги поминаа со обуката, а изложбата на сликите и производите од филц ќе биде отворена до крајот на неделата. Инаку најголем дел од финансиската поддршка за овој проект во висина од $3.486 се средства од мировниот корпус, $2.700, а останатите се средства од Агровинка, основното училиште Гоце Делчев и локал